Лето 2017-та, сонце, плажа, море или езеро, а можеби и планина како опција за користење на овогодинешниот одмор за битолчани. Согласно длабочината на џебот, такви се и плановите во изборот на дестинацијата, далечината и секако време траењето. Но вака или така за барем неколку дена ќе се најде начин и ќе се летува, бидејќи скоро секоја година топ дестинација е нашиот сосед, покрај за битолчани и за другите македонци, прашавме граѓани дали и годинава ќе одат во Грција на море. Да. Каде? Па со друштво Охрид. Овде или? Охрид, да, Македонија. Ниту имам одлучено, ниту одам. Ниту имам намера да одам. Уште немаме одлучено, размислуваме. Обично каде го правите годишниот одмор? Во Грција обично или во Охрид. Сега во овие години не, искрено. Во помладите години исклучиво Охрид и Грција. Слушнавме дека или Грција или Охрид се изборот на битолчани, но се наметнува прашањето, што е попаметно да се избере? Езеро наспроти море, нешто ново или веќе видено? Охрид е скап избор, скапа дестинација и само тие што ептен или нешто со пасошот нешто не е во ред или не ќе да патуваат подалеку, го избираат како дестинација. И мислам оти време треба да помине, дури ние да се навикнеме како треба да се работи туризмот и да се развиваме како позната туристичка дестинација. Затоа што имаме многу убавини, и не само Охрид, нели како што спомнавте и Преспанско и Дојранско, па и манастирскиот туризам да се развива. Меѓутоа, ние си мислиме оти за една година треба да ги извадиме сите пари што сме ги вложиле и да имаме плюси заработка. Значи, не може да се плати 3 евра пиво во Охрид и 3 евра пиво во Лорет де Мар. И кога има понуди за секаде и за секого, согласно планираниот буџет, сепак се избира Грција, па прашавме дали убавината, близината или цената се пресудни. Грција е точно најбарана дестинација, не е само заради тоа што цените не се поволни, поготово годинава. Значи сите кои ќе дојдат приметуваат оти минатата година беше поевтино, сега тоа е што е, знаете. Меѓутоа убавината на Егејското море, близината од Битола конкретно е многу блиско, стварно за 3 сати може да се вратат назад, нели? Мислам оти тоа е пресудно. Младите можам да приметам оти годинава почнаа баги да одат Бугарија. Значи, тој тренд на одење за Грција може и малце поднамалува. Фамилиарните луѓе обично ја избират таа дестинација како најблиска, знаете, од многу причини. Имено како дестинација пак Охрид, иако се нуди по агенции, не се избира често. Тоа се прави или заради проблеми со пасошот во последен момент, или заради неволноста да се патува далеку. Забележуваат туристичките работници дека ако порано за Охрид важеше, влегувај во автомобил, па во Охрид ќе се пазариме за сместување. Последниот период оние кои планираат летување во Охрид, тоа го прават преку агенциите со готов аранжман.